Хатиџа Мехмедовиќ беше меѓу првите босански муслимани кои се вратија во Сребреница по војната во Босна. Таа беше решена да живее покрај гробовите на нејзиниот сопруг и нејзините два сина, убиени во масакрот во 1995 година, пошто овој град стана синоним за геноцид. Во понеделникот властите потврдија дека во Сребреница, каде што 8.000 муслимански мажи и момчиња беа убиени, е избран Србин за градоначалник, што е за прв пат од масакрот. За повеќето роднини на жртвите, изборот на Младен Груичич, кој отврла дека имало геноцид во Сребреница и покрај пресудата на меѓународниот суд, е сигнал дека српската кампања од времето на војната за етничко чиштење ги постигнала своите цели. Значи, ideolozi koji su u Haškom tribunalu, ta ideologija još uvijek je ona još uvijek traje, još uvijek se implementira, još uvijek živi i življeće i sad se do čega će ona dovesti, daj Bože da ne dođe do onog najgore. Според Мехмедовиќ, западната дипломатија не успеала да зачува мултиетничката демографија која ја карактеризираше Босна и Херцеговина пред војната. Детонските мировни спогодби, постигнати со посредство на Соединетите држави, што ја запреа таа војна, поставија сложена федерална структура со слаба централна власт со цел да се зачува Босна и Херцеговина како една мултиетничка држава. Но децентрализацијата во автономни кантони всушност представува статус кво на она што го постигна завојуваните страни во конфликтот, велат критичарите. Драгич Милошевиќ, жител на Сребреница, вели: Njihova vlast do sad nije bila loša. Bila je jednaka i za Srbe i za muslimane i za sve. A sad kako će biti, otkud ja znam. Грујчич пак изјави дека е време да се стави крај на дискриминацијата врз србите во Сребреница и негира дека Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг некогаш докажал дека масакрот бил геноцид. Зулфо Салиховиќ, локален политичар кој беше еден од последните бошњаци кои успеале да избегаат од Сребреница пред масакрот, е загрижен за иднината на бошњаците во градот. Bojimo se upravo omalovažavanja, šikaniranja, znači Bošnjaka i ostalih građana opštine Srebrenica koji ne budu razmišljali kao vođe iz reda nacionalnih, bolje recimo nacionalističkih stranaka. Кога бошњаците, повеќето од нив се постари жени кои сакаа да бидат во близина на гробовите на роднините, почнаа да се враќаат во Сребреница по 2000 година, меѓународната заедница која е вклучена во мировниот процес во Босна им вети заштита. Сега тие се плашат дека ќе бидат принудени да ги напуштат своите домови повторно.